колумнистите од различни аспекти го патија тој момент, но мислам дека треба да направиме нешто, да го визуализираме тоа. Да. Ова што го зборуваме всушност, ова борба што се водела, бидејќи нема податоци како луѓето да дознаат. Точно. Има еден куп луѓе за кои што ние нели ги спомнуваме тука и на трибини и на разговори кога имаме, но кога некој ќе праша што каде да не знам прочитам повеќе или да видам, нема. Така што јас сум да во таа насока да направиме некоја репортажа. Дека интересни колумни се напиша во изминативе 2 месеци. Интересно беа разобличени многу работи како национализмот, шовинизмот, религискиот фанатизам. Да, се напишаа добри колумни, но мене ме загрижува тоа што национализмот сега повторно е пуштен на најако. Да. Како секогаш кога, да речеме, државата или општеството се наоѓаат во кризно време, намерно се афирмираат тие национални теми без разлика дали има потреба или нема потреба. И сега така беше нели во предизборието. Многу негативна реторика, многу безнадежност се ширеше во тој период. И покрај тоа што добро се објаснија некои работи, пак имаме некоја обврска плюс нешто да направиме. Секако, види, мислам, колумните беа добри за нели теоретското разобличување на нештата, но за да не остане така сувопарно, мислам дека малце треба да се вратиме и на историјата, она што ја викаме заедничката борба, бидејќи иако еве знаеме дека тука на овие простори постоела некоја заедничка борба, сепак многу малце податоци има за тоа. Еве и со помладите што доаѓаат тука, како да им се објасни, што да пример прочитаат, каде да се информираат за тие работи. Мислам дека нешто треба да направиме во насока на ова што сме го напишале тука, историјата на сите досегашни општества не е ништо друго освен историја на класните борби. Така што мислам дека треба да ги истражиме овие класни борби на овие простори што се воделе. Сега во образованието, ако со намера некоја е прекриена и заборавена заедничката историја,
Ајде да видиме, ако не во јавниот простор, дали има некакви подсетници, спомен обележја што укажуваат на тие времиња. Да, може би ќе најдеме некоја табла, некоја биста. Па првава колумна Васко Гичевски ја напиша, тој трагаше по изгубеното. Па може да е добар избор Васко да Така да баш во таа насока е изгубениот почеток на заедничката борба. Еко. Здраво, Васко. Те бараме со едно прашање. Имаме идеја да правиме во Скопје репортажа и ти како историчар ни требаш да ни кажеш од каде да почнеме. Ја можам да претпоставам од прилика за кој период мислиме. Така, втора половина на 19 век, тој период. Првите социјалисти, некако поврзани со Скопје, како можеш да ни помогнеш да ги обработиме во една репортажа што би траела од сабајле до вечер, али да се посетат повеќе места. Од каде да почнеме? Шо викаш? Први пропагатори на социјализмот на Балканот се Димитрија Туцовиќ, Димитар Благоев, Васа Пелагиќ, Светозар Марковиќ и секако од Македонија ни доаѓа Васил Главинов, човек кој што потекнува од сиромашно печалбарско работничко семејство, човек кој што од млада возраст ги искусил маките на работништвото и човек кој што ја организирал Македонската работничка социјалистичка група во Софија во 1893 година. Поинтензивен развој на социјалистичкото движење во Скопје се забележува по 1900 година, кога Лазар Главинов, братот на Васил Главинов, формирал синдикални организации и читалишта, но и работнички групи во кои што се читала, споделувала, коментирала и анализирала марксистичка литература. Софија била место каде што можело да се допре до таква литература, па затоа циркулацијата на таа марксистичка литература се одвивала по тие патишта и канали, иако во рамките на Османската империја постоела строга цензура. Во дејноста на Лазар Главинов, од голема помош му биле Илија Плавев и уште неколку мина кои што сесрдно се вложиле во развојот на работничкото движење во Скопје. Васил Главинов. Што можеме за Васил Главинов да имаме школа? Па мислам дека има основно училиште, да. Да го побараме? Да, ајде. Овде вика дека е Васил Главинов во Чаир. Па може да отидеме до таму и да ја почнеме репортажата. Па, имаме сега во план на првото место кај ќе одиме. За натака ќе не носи самиот пат. Точно. Да. Ask not what socialism can do for you. Ask what you can do for socialism in our lifetime. Малце се збунив, ова училиште се наоѓа на улица Џон Кенеди, но сепак дојдовме тука за да снимаме нешто за првиот социјалист во Македонија и пропагатор на социјалистички идеи Васил Главинов. Како и во многу училишта во Македонија, фалат бистите на лицата по кои што се именувани овие школи. Тука требало веројатно да стои бистата на првиот социјалист и пропагатор на социјалистичките идеи во Македонија, Васил Главинов. Но тој очигледно не бил активен за да му направат биста, туку за да ги пропагира токму тие идеи на единство, на солидарност и на напредок. Во последната деценија на 19-тиот век во Македонија имало бурна политичка раздвиженост и работничко движење кое допрва требало да се појави на политичката сцена.
Тоа се одвивало во големите индустријски центри и останатите градови кои веќе биле центри на трговија и занаетчество во тогашната Османлиска империја. Во 1873 година во Скопје свечено бил пречекан првиот воз од Солун, а во 1888 година Скопје бил железнички поврзан со градовите од Централна и Западна Европа. Ваквиот поширок приклучок со регионот значил многу за политичките активисти и револуционери од Скопје, Белград, Софија, Битола и Солун. Тие како никогаш дотогаш добиле можност да се обединат во различни иницијативи и политички борби за остварување на нивните напредни идеи. Овие идеи биле нови идеи очигледно и морал некој да започне да пишува и да издава весници и истите да ги транспортира до работниците. Познато е дека Васил Главинов со овие идеи особено се сретнал за време на неговото студирање и работење во Софија. Од таму литература се носела во Скопје и во родниот Велес, каде што во 1894 година, значи тоа му доаѓа пред 130 години, а било формирана првата социјалистичка група од страна на Васил Главинов во родниот Велес, еден вид на просветно друштво кое се запознавало и едуцирало со овие идеи, за да почнат да се издаваат и весници како весниците Политичка свобода, Револуција, а после Молдотурската револуција од 1908 година, кога се здобиле луѓето со поголеми права за политичка активност, тогаш започнало да се издава весникот Работническа искра. Овој весник се печател во Битола и Солун во печатниците Балкан и Витоша. Во првиот број на весникот објавена е политичката програма на социјалистичката група околу Васил Главинов. Во програмската статија "Нашите задачи" се вели следното: организирањето на работниците во синдикати, политички организации и партии не е доволно. Покрај организирањето на работниците, неопходно е и нешто друго. Неопходно е проникнување на класната свест во работничките организации, со учењето на пролетаријатот од целиот свет. И така, наша задача е да ја будиме класната свест меѓу работниците во Македонија и Одринско, да ја шириме искрата на социјалистичкото учење и на тој начин да ги растераме маглите и заблудите, кои се шират меѓу младото и наискусно работничко движење во Турција, од разни политиканти кои дејствуваат под маската на работнички пријатели и дури и под маската на социјалисти. Друго што е значајно за Васил Главинов, зашто воопшто дојдовме да го посетиме ова школа, е тоа што тој бил интернационалист. Значи, не се ограничувал на родниот Велес и на Скопје, туку бил и учесник на првата социјалдемократска конференција во Белград, каде што од Македонија имало и други представници. Роса Плавева е родена во 1878 година во Велес. Се школувала во Велес, а потоа во Софија. Таму ги остварила првите контакти со социјалистичкото движење, а во 1900 година станала член на првата социјалистичка организација во Македонија. Илија Плавев, нејзиниот сопруг, исто така е роден во Велес во 1867 година. Уште како дете заминал на печалба прво во Солун, а потоа во Софија, каде што работел и се школувал. Исто како и Роса се приклучил на македонските социјалисти. Во 1902 година парот Плавеви се враќаат во Велес и стануваат истакнати активисти на местното работничко движење. Во 1905 година пак се селат во Скопје.
Во првата социјалистичка организација формирана во Македонија од страна на Васил Главинов во 1894 година членувала и Роса Плавева. Што се случувало во тој период во Скопје? Во Скопје во тој период бил активен парот Накие и Ферит Бајрам. Накие Бајрам е родена во 1889 година, додека пак Ферит Бајрам во 1881 година. Тие и двајцата биле учители. Накие Бајрам го основало Сдруженијето на жените турчинки, додека пак Ферит Бајрам го основал Демократскиот клуб, каде што членувале прогресивни турци, македонци и албанци. Како се спојува понатака патот на овие две семејства, односно на Плавеви и на Бајрам? Сдруженијето на турчинки одржало седница токму во куќата на Роса Плавева, каде се подготвувало јавно одболување на жените со паролата "Доста веќе црнила на очите". На собирот учествувала и Накие Бајрам. Собирот бил откриен и прекинат од страна на власта, а Роса Плавева била уапсена. Тука мора да се забележи дека обидите на здружување и организирање на жените во Македонија коинцидираат со одржувањето на првата меѓународна конференција на социјалистките во 1907 година во Штутгарт, Германија. Тоа е показател за општата атмосфера во однос на женското прашање, полната еманципација и рамноправноста. На 1 мај 1909 година Плавеви ја формираат Социјалдемократската организација на Македонија, каде што членови стануваат и Накие Бајрам и незиниот сопруг Ферит Бајрам. Додека пак Демократскиот клуб на Ферит Бајрам се припојува на Социјалдемократската организација. Социјалдемократската организација донела повеќе резолуции, од кои една на 10 март 1910 година. Иако овие резолуции биле многу значајни, сепак не успеале да застанат на патот на Првата светска војна и таа империалистичка војна да ја претворат во војна меѓу класите наместо во војна меѓу народите. Низ прошетка во старата скопска чаршија, другарот Александар Митров, колумнист на Гласни идеи и туристички водич, ни раскажува што се случувало во Скопје во овој период. Во првите две децении од 20 век, централно место на случувањата во Скопје е чаршијата која се наоѓа меѓу Калето, реката Серава и Еврејското мало. Реката Серава сега минува подземно по чаршијата, а некогаш минувала крај Сулијан, каде денес е сместен факултетот за ликовни уметности. Од позначени настани од тој период издвојуваме 1906 година Шевкет Паша ја гради првата театарска зграда во европски стил. Идрис Бек пак го основа првото претпријатие за комунална хигиена. 1907 година првиот трамвај во Скопје го влечат два коња со шпедитерски тркала, а е во собственост на Абдула Аджи Мемет. 1908 година има голем пожар што го зафатил градот, горат многу куќи, околу 700 дуќани, една црква и 3 џамии. 1909 година основани се спортските друштва Силни и Вардарски јунак. Пуштена е првата електрична централа со сила од 60 конски сили и светнува првата електрична светилка во Скопје. 1910 година, на 27 август, е родена Гонџа Бојаџију. На 1 октомври е издаден првиот весник на Социјалистичката демократска организација, Социјалистичка зора. 1911 година, првиот автомобил од марката Рено сообраќа низ скопските улици. Истата година, Султанот Решат V го посетува Скопје. Меѓу 1913 и 1915 година Бранислав Нушич е првиот управник на Српскиот народен театар. 1914 година на меѓународен конкурс Скопје го добива својот прв урбанистички план. Снимена е репортажата "Влегување на крал Петар I во Скопје", што наедно представува и прв филмски архивски материјал во кој се прикажани делови на градот. 1916 година, на 15 февруари, е пуштена во сообраќај тесно линејката
Струга, Охрид, Кичево, Гостивар, Тетово, Скопје. Ја граделе австријски и бугарски војници и војни заробеници, срби, македонци, грци. Германија обезбедила 100 парни локомотиви и 500 вагони. Првиот назив на станицата беше генерал Жостов, а потоа генерал Ханрис. Од тука Ханриево, некогашниот назив на денешната населба Ѓорче Петров. Во 1917 година Роса Плавева собрала 100 потписи од скопските жени за резолуцијата со која се барало ослободување на Роза Луксембург и Карл Либнехт од затвор. Ова е значителен број ако се земат во предвид условите на времето во кое биле собрани потписите, кога со Скопје владееле централните сили за време на Првата светска војна. Во 1920 година се формира Организацијата на жените социјалистки во Скопје. На основачкото собрание бил избран секретаријатот на организацијата во чиј 8-член состав биле и Роса Плавева и Накије Бајрам. Собранието се одржало во Работничкиот дом во Скопје, а листата на членови на секретаријатот била објавена во весникот Социјалистичка зора. Организацијата се залагала за еднакви плати на мажите и жените, за укинување на капиталистичката експлоатација и за активно и пасивно избирачко право на жените. Истата година во април ги организирала монополските работници на солидаризирање со штрајкот на железничарите во Скопје. Што се однесува до Илија Плавев, тој активно учествувал во работничкото движење и раководел со штрајкот на скопските чевларски работници. Групата ја усмерува својата дејност и влијание особено кон наемното работништво, кое имало мизерни надници од 3 до 5 гроша и неограничено работно време, што траело дури и до 18 часа на ден. Во најтешка состојба биле работниците што работеле на парче, а биле концентрирани најмногу во шивачката, чевларската и дрводелската струка. Најбездушно биле експлоатирани чираците, што годишно примале само 40 гроша, а кои, покрај работата во работилниците, морале да вршат и разни измеќарски работи во куќата на мајсторот. Така да сега немаме некои занечи баш као на времето од деснавот не се останати од чаршија. Има по некои што изработуваат алатки за работа од дворначи, железари, другиот сокак понатаму. Ама за тоа тука имаме факултет за убави уметности, за ликовни уметности, занаетите се проточуваат у се убавите уметности у чаршија, можеме да кажеме. А внатре, на горниот кат, имаме и музеј на старата чаршија, кај што има и автентични алатки и чевли или гардероба, се што било изработувано во оригиналните работилници низ чаршија. Зборувавме за Роса Плавева и нејзиниот сопруг Илија Плавев и тие биле занаечи во тоа време. Роса била шивачка, додека пак Илија Плавев бил чевлар. Каква била, да кажам, состојбата на занаечите околу повојниот период, пред тоа, после тоа? Дали има некои податоци, да? Па околу тој период, да кажам.
од Младотурската револуција, таму дока и обзнаната, би рекла. Па има полатоци дека веќе тие социјалистички идеи доаѓаат и во Османска империја или на почетокот на кралството Србија и се организираат веќе работниците во некои мали, да речеме, кели комунистички кои што се борат за правата на работниците. А интересен е податокот, исто така прочитав дека тогаш имало барање и за бесплатна аптека. Дали за тоа знаеш нешто? Не сум чули тоа, ме изненадува. Јас знам дека Скопје и Македонија била извор на опиум, односно тука се извезувало или се, како се викава, трафикинг, се контрабанда. Контрабанда, мислам, ова се шверцувало и опиум и без знаење на државата се изнесувало, тоа уште од турско се одгледувал квалитетен афион. За време на кралство СХС и Србија доста од тука се извезувало сега до света и денес се знае дека највисок квалитет на опиум со најголем процент на морфиум 16% се произведувало тука во Македонија. И знам дека најбогатото семејство што и ден денес Ристичева палата имаме на плоштад биле фармацевти. Најубавата палата што изградија што ден денес ја имаме во Скопје од тој период, веројатно и наплаќале доста. Јас знам дека 1911 имало само 7 аптеки и знам дека направиле многу пари луѓето од тоа, дека некој се борел за бесплатно, не знам, а и логично е било. Имаме некои хроники помодерни од почетокот на 20 век, кои што тие анови, како што дошле србите, дошле и европски вредности малце, и се отворила улица Македонија кон старата железничка станица, многу повеќе туристи доаѓале тој период и у сите тие анови, освен што можеле да преспијат, да јадат и се одморат, имали и ноќна забава и ноќни девојки за ноќен живот тука наоѓале, така да имало све што нудело модерниот европски живот у тој период у Скопје. Како Хавана пред револуцијата. Може да се каже. Првата светска војна, позната и како големата војна на нациите, завршила на 11 ноември 1918 година. Биле мобилизирани 70 милиони луѓе, при што загинале 9 милиони војници и насилно регрутирани лица и 7 милиони цивили. За 4 години војување, поради се поголемата омраза и желба за одмазда, биле извршени и многу геноциди врз недолжното население. Но после секоја голема катастрофа, преживеаните имаат право на нов живот и нови соништа. За тоа, што се случувало во 1919 и 1920 година во Скопје, Александар ни предложи да отидеме во Капан Ан. В 1920 комунистите тука победиле на општински избори. Црвена општина и сега тој плоштад може сега што е со Таму веројатно. со кафанчиња, со ресторани, се нарекува Црвена општина. И според тоа што го знаеме од малци избори што имаме, значи победуваат на општински избори, први у кралство СХС, тогаш уште се вика пред Југославија. И
Еве и колегиве тука зборат. И интересно е дека собраќаат двајца пред толпата на собрана, еден српски, јазик, тоаш србите владеат нели со Скопје, и еден од победниците на изборите се обраќа и на турски јазик. Интересно е тоа што на страниците на весникот Социјалистичка зора бил објавуван така наречен изборен дневник, во кој се известувало за собирите кои ги организирале комунистите во предизборниот период. За разлика од останатите буржујски партии на радикало-беговската коалиција, единствено комунистите одржувале предизборни собири во сите населби на градот. Муслимански собир. Вчера попладне нашата организација одржа одлично посетен собир на муслиманите во турскиот кварт. Општинската кафеа на Бокаса Пхана и половина улици беа пренатрупани со љубопитната публика, која просто ги голташе зборовите на нашиот другар Ферит Фаик. Овој собир остави силен впечаток на неизвестените муслимански работници и на овој собир поколебана е верата во беговско-радикалната турска буржуазија. Собир на жените. Нашите трудолюбиви другарки не можеа да бидат равнодушни на оваа изборна борба, а ми и тие вчера одржаја свој собир, на кој решија, иако обесправени да земат учество во изборната борба и откако избраа свој агитационен одбор, решија во саботата спроти изборите да одржат уште еден поголем собир на жените, на кој ќе се зацврсти начинот на изборната агитација. И покрај сознанието дека до тогашните општини представуваа пандур и слугинки на буржоаското класно владење во кои не беше можно целосно спроведување во живот на комуналната изборна програма, партијата преку нејзиното истакнување се стремеше што повеќе да ја доближи и популаризира пред широките народни маси, како нивна програма која ги изразуваше и застапуваше нивните економско-социјални барања и стремежи. Важна улога во изборната пропаганда покрај партиските агитатори и весникот Социјалистичка зора, што излегуваше во Скопје како орган на Социјалистичката работничка партија на Југославија за Македонија и Стара Србија, одигра уште и работничкото културно-уметничко друштво Коста Абрашевиќ, приредувајќи специјални програми како и активот на жените комунисти. А интересно е што во тоа време победила една таква напредна идеја. Еве да речеме да се вратиме малце назад неколку години пред тие избори, Прва светска војна му се случило на Скопје. Како од разрушувањето на Прва светска војна меѓу себе народите тука и војувале тогаш? Како после гласале заедно, например, нешто со животот меѓу различните националности тука, како од денешна перспектива може да се каже дека функционирало тоа? На кои основи луѓето тука, освен во трговија и во друго, функционирале? Интересно прашање, ама можам да кажам дека цела историја на Отоманското царство, на Османлиска империја тука е историја на соживот, меѓуверски соживот постои. Сега некои се побогати, некои се нели имаат одредена власт, имаат функција во општеството, ама главно ние од денешен аспект му замераме на османлиско општество дека било нешто сурово кон, така во историја ни раскажувале дека било сурово кон христијаните, така натаму. Ама у суштина различно е дека било полиберално во однос на верата, им дозволувало секој да се практикува својата вера. Така да интересно ако споредиме со на запад некои други империи, били у среден век, ги избркале на пример сефардитите или евреите од Шпанија ги избркале, тука дошле у 15 век. Така да за овој период кога збориме, Скопје имало едно 2000 евреи 1920 година. 1911 имаме точни податоци дека Скопје имало 1500 евреи, 28.000 биле
да кажем, муслимани, негде, знаете, христијани, така да они се рекнати претходно да живеат заедно. За време на војните, Балканска војна, имало делби, бугари, срби, на една страна. Значи, кога доаѓаат војните и кога паѓа Османското царство, тогаш има поише конфликти, според мене, меѓутоа 920 година не било толку разделено. Веќе завршено било. Ама не било не толку развиени тие национални идеи се уште. Затоа тука мислам дека победува комунистичката идеја за болji живот, за подобар живот. И исто така населението тука е збунето, имаш бугарска пропаганда, имаш српска пропаганда, имаш се уште грчка пропаганда, негде главно нешто заедничко кога своји доаѓаат у социјалистичките идеи кои најбрзо им носат и единство и слобода. Токму така. Единство за подобар живот. Неверојатно е како на страниците повторно на Социјалистичка зора во рубриката Изборен дневник има една статија со ваков наслов: Загазувањето на буржоаските партии во Чаир. Заборавените краишта на Скопје, Чаир и Топаана вчера беа предмет на особено внимание од страна на представниците и кандидатите на буржоаските партии. Луѓето кои не знаеа дека постојат овие населби во Скопје, не го жалеа трудот и му кажаа чест на чаирците и топанците и ги посетија вчера. Неколку лица се тука наведени, во која што се вели дека биле мала избрана чета. Но чаирци се насмевнуваат, си намигнуваат еден со друг и никако да се фатат за јадицата. Исчезнуваат. Ги познаваат тие овие пријатели, кои им велат, но комунистите ќе ви ја земат земјата и куќите, нивите ќе ви ги земат. А на тоа чаирецот одговара: Ако, господине, земја и треба да биде општа собственост, но треба да се обработува, не раѓа без работа. А ние ја обработуваме и гладуваме, зашто вас готованите ве храниме. Оставете не на мир. Одете си од каде што сте дошле. Ние остануваме со комунистите. На повторените општински избори во ноември, обединетата буржоазија наместо очекуваниот успех претрпела полн пораз. Од вкупно 2788 гласачи, за листата на Комунистичката партија гласа 1617 гласачи, за блокот на радикалите и беговите и за најчиите 780, а за демократите 391 глас. Радикалите, иако здружени, овој пат ги загубија повеќе од половината гласови што претходно ги добиле во августовските избори. И покрај политичката реакција и теророт на изборите, КП ја извојува крупна политичка победа, која одекна во целата наша земја и надвор од неа. Оваа победа беше поздравена и од македонската комунистичка емиграција во Бугарија. Но најсвечено таа победа беше прославена во Скопје, преку величествена изборна манифестација што беше организирана вечерта на 24 октомври низ скопските улици.
Црвената Скопска општина и не само таа, и црвените општини во други градови од Македонија и тогашно СХС, на вистина ја заплашиле владеачката класа на тоа време за сосема неверојатно за денешното поимање на парламентарната демократија, да закажат за само 2 месеци од кога се одржале локалните избори, тоест општински во октомври 1920 година, во декември да ги закажале првите парламентарни избори за Уставотворната скупштина на кралството СХС. Како е тоа дочекано и какви резултати биле постигнати, повторно читаме од весникот Социјалистичка зора, број 130 од 10 декември 1920 година. Одамна очекуваниот глас на работничката класа од оваа област проговори. И тој проговори за нашата партија. 19 пратеници и 48.000 гласови и премногу кажуваат не само за нам, туку и за нашите продивници. А непријателите на комунистите не стоеле со скрстени раце. Својот терор против неистомислениците, особено против комунистите, го започнале уште пред првите парламентарни избори на крајот од ноември 1920 година. Во историјата е познат и уште како бел терор, на тема на која што ќе користиме повторно Џокер повика и другар и ќе разговараме со Руфат Јашари, историчар и колумнист на Гласни идеи. Се враќаме привремено за таа цел во социјалниот центар Дунја. Здраво, Руфат, како си? Бе, ти звонам за репортажите, знаеш, ти споменав дека правиме репортажи, па сега сме стигнати до 1919-1920 година и сакавме да опфатиме нешто за белиот терор. Белиот терор, како и многу други комплексни поими, не би можеле универзално и концизно да го дефинираме како поим, но хронолошки гледано во политичка конотација, зачестено почнува да се употребува од периодот на Француската револуција, уште од таа ера, и заправо представува ништо друго осим политичка репресија врз сите оние неистомисленици, цивили, првенствено левичарски дисиденти, кои што действувале и биле контра тогашните монархистички, односно ројалистички поредоци. Добро, а што подетално се случило, односно што довело до, да кажам, донесување на обзнаната? Се однесува до терминот обзнана, во превод тоа буквално би значило објава, проглас и во ова смисла би рекол дури и командна директива. Граѓаните да ја почитуваат одлуката на државниот врв Краљевина СХС, која била донесена 29.12.1920 година, со која до далек била забранета секаква комунистичка делатност, а и самата комунистичка партија Југославија била забранета. Следуваат серија на апсења, познато е дека и Зевлюш Марко бил една од првите жртви, всушност првата жртва на белиот терор, од редовите на радничкиот покрет месец ранije, чинам во декември месец, што всушност довело до паника во Краљевината, односно се крене жандармеријата на нозе, е тоа што КПЈ била во подем, својила чинам зачитен број на мандати, локалните избори биле во полза на Комунистичката партија на Југославија, а од правна гледна точка се коментира и дека всушност овој акт бил подпишан само од министерот на тогашниот МУП, односно МВР на Краљевината СХС, а никогаш не било ратификувано од страна на самиот крал.
Добро, сигурно се водела некоја борба, да кажам, против белиот терор, не само локално, туку и во светот. Па дали можеш да ни споделиш некоја информација околу тоа? За жал, белиот терор бил присутен секаде каде што комунистичката идеја била присутна, имено од Франција и Југославија па се до Тајван. Следствено на тоа бил пружен отпор, а различно се манифестирал во зависност од епохата и географската положба. Секако најзнаменита е борбата на Црвената армија против белогвардејците, но особено интересни за обсервација ми се отпорот и нивото на организираноста и пред се солидарноста на комунистите при шпанската и граѓанската војна во Грција. Иако со таков епилог, сепак детерминираноста и несебичноста на комунистите сведочат за навек. Се наоѓаме пред гимназијата Зеф Люш Марко во Бутел во Скопје, каде што ќе зборуваме кратко со другарот Мариглен Демири. Здраво, Мариглен. Здраво. Мариглен е еден од колумнистите на Гласни идеи кој пишува на теми поврзани со национализмот. Во фокусот на денешната репортажа е револуционер кој е заборавен, кој не е омилен ниту меѓу албанците, ниту меѓу македонците. Впрочем, во кобната 1920 година единствено комунистите организирале протести низ многу градови во кралството СХС, барајќи правда за својот другар и казна за убиците. И контекстот овај како да кажам, кој што ние фактички значи сме и живееме тука во последниве, еве да кажам 40-50 години, па сметам дека иницира некои како се вика и стереотипни, меѓутоа и селективни историски акцентирања во интерес и на дневната политика, меѓутоа и на интерес на оние актуелни како се вика митови, фактички самата нација која што ги има и ги промовира со цел да се зацврсти и етаблира еден фактички систем на и на верување и на мобилизација на една етничка група и друга етничка група. Сметам дека и кај албанците го има истиот став, дека па треба и да се залагат, односно и да се срамат од комунистичкото минато и во рамки на како да кажем Југославија, меѓутоа и во рамки на комунистичка Албанија, делумно со право, меѓутоа делумно сметам дека како да кажем нема релевантни аргументи, меѓутоа исто така и оние кои што се наспроти албанците и се антагонизираат со албанците врз база на некои националистички, како да кажам, предиспозиции, и тие исто така го има ставот дека албанците не се способни да се залагаат за нешто поуниверзално, туку нивниот став е врзан околу како се вика она што се уствари како да кажеме нарекува националистички и партикуларно. Сметам дека се имаат заборавено многу елементи и како се вика историјата низ годините ги има подзаборавено тие некои важни епизоди во кои што и македонците и албанците заедно соработувале, меѓутоа не само македонците и албанците, туку соработувале сите народи и сите заедници во таа усвари држава. Тоа е тоа. Па на ова се надоврзува и искуството од НОБ, Народно-ослободителната борба. На тоа ме асоцираше кога кажа соработувале сите заедно. Да. Зошто се заборава тоа искуство, тие позитивни примери што ги имало многу? Па јас сметам дека последниве 30 години, барем после осамостојувањето, како што тоа знаеме, многу често
па и да го повторуваме како општество, меѓутоа и фактички како се ка да го уствари слушаме значи низ медиумите, сметам дека се афирмира некој антикомунистички став, имаме антикомунистички и антипартизанска многу силна пропаганда, каде комунизмот се гледа антипод на демократија, а не антипод на самиот капитализам. И во суштина, она што под демократија се протурка последниве 30 години е прво капитализам, второ национализам. Национализам за да можеме да ги распарчиме, а капитализам за да можеме да ги ограбиме. Тоа е тоа. Градел е градска болница, била на старата зграда, и овие идеме утре и ја оставиат на старата. Во оваа зграда во месец јуни 1936 година е донесена одлука за стапување на градежните работници во штрајк кој успешно заврши. Поставена табла во 1970 година што сведочи за ова синдикално организирање и успеси на градежните работници. Сега оваа железна конструкција јас ја извлеков од тука, од овај џубре и смет тука. Пред 6 месеци возило за дотур на лекови ја оштетило таблата, ја се скршила и ветиле дека ќе ја поправат. Но како и се останато, очигледно за оваа држава не се битни ни градежните работници, ни синдикатите, и сега ова може секој момент некој да го земе за старо железо, а табла никогаш да не се донесе. После обзнаната и донесувањето на законот за заштита на државата, Комунистичката партија, односно партиската организација во Скопје премина во илегала. Од тогаш, па се до почетокот на Втората светска војна, политичката дејност на забранетите продолжи да се одвива со ненамалено темпо во рамките на синдикалното организирање. За таа цел, нашата репортажа ја продолжуваме на Синдикалната улица во центарот на Скопје. Се наоѓаме пред работнички дом во Скопје. Со ова зграда управува Сојузот на синдикатите на Македонија, кој што е оформен во 1946 година, додека пак работничкиот дом е изграден во 1958 година, исклучиво преку средства собрани од страна на работниците, преку чланарина и донации. Кон крајот на јануари месец оваа година се појави веста за пресудата донесена од страна на Врховниот суд, каде што се пресудува по предметот Република Северна Македонија против Сојузот на синдикатите на Македонија. Со ова пресуда се одлучува, односно пресудува дека работнички дом не е во собственост на Сојузот на синдикатите на Македонија, туку дека е во собственост на Република Северна Македонија и дека ССМ во најскор можен рок треба да ја напушти оваа зграда. На ова, од раководството на Сојузот на синдикатите на Македонија одговорија дека оваа зграда го преживеала земјотресот од 1963 година во Скопје и на тој начин исто така ќе ги преживее корумпираните и елитни судии. Синдикатите во последните 2 години организираа неколку значајни протести и штрајкови, после кои се постигнаа одредени успеси и придобивки за работниците. Но тие можат да се стопат како восочна свеќа ако работниците не го сватат значењето на историската епоха.
Затоа, со каква сериозност се сваќала неопходноста од синдикалното организирање од страна на нашите другари, но 100 години претходно, патот не води на крајот на синдикалната улица, пред споменикот на најбројната синдикална организација во тоа време – Сдружените работнички синдикати, односно Урсовите синдикати. Тоа е почетната точка на секој првомајски протест во Скопје, повод да разговараме на повеќе теми со Здравко Савески, редовен колумнист на Гласни идеи и синдикалист. На ова место беа Урсовите синдикати. Тука се челичеше армијата на поробените, борците за слободата на човекот, визионерите за бескласното општество. Навистина силни зборови напишани на овој споменик, пред кои се собираме секој 1 мај. Многумина го знаат само како локација, дека е блиску до работничкиот дом на Сојузот на синдикатите. Зошто волку силни зборови, што е значењето на Урсовите синдикати? Да, прво да кажеме за локацијата. Работничкиот дом, зградата на Сојузот на синдикатите на Македонија, е во непосредна близина на овој споменик, бидејќи фактички ја продолжувале традицијата за време на социјализмот, градејќи го новиот работнички дом во близина на локацијата каде што е овој споменик, каде што пред Втората светска војна биле седиштето на синдикатите. На него не случајно се напишани големи зборови, силни зборови во кои меѓу другото и синдикалните активисти верувале, бидејќи тие биле борци за идно општество што ќе донеси слобода на човекот. И тоа, за разлика од денес, тие верувале дека поинаков свет е можен и нужен и се бореле за тоа. Јас сум особено изненаден кога ги читаме некои спомени од тоа време, дека фактички им се случила на тогашната социјал-работничка партија, подосна и комунистичка партија, забрана, провали и слично, но меѓу двете светски војни дали замрело со тоа и синдикалното организирање и движење. Значи, во тој период помеѓу двете светски војни, судбината на синдикалното движење во голема мера ја прати судбината на комунистичката партија. Многу често биле забранувани и многу често главните синдикални активисти, организатори на работништвото биле и истакнати комунисти. И во овој период има значителен број на штрајкови, кои меѓу другото, значи биле разбивани преку од страна на власта, врзана заедно со капиталистите, кои по нивна наредба им испраќала војска, па дури и полиција, а да не зборуваме и штрајк брехери, значи луѓе, работници кои ги ангажирале да ги заменат работниците кои штрајкуваат за процесот да тече и да биде разбиен штрајкот. Значи може да заклучиме дека она што во некои земји фашистичките режими го правеле, преку употреба на војска, полиција и штрајк брехери, дека и во кралството на Југославија не било тоа и случок. Веројатно и после 6-јануарската диктатура од 29-та година, може би уште со поголеми притисоци се соочиле синдикатите. Дали нешто во врска со тоа? Да, например во периодот помеѓу двете светски војни било дури типично да се употребува полицијата против штрајкувачите во многу земји, например особено во Америка тогаш има голем број на убиства на штрајкувачи од страна на војската, но дури и во Југославија, например еден од најголемите штрајкови, штрајкот на железничарите во 1920 година, на ниво на цела Југославија, вклучително и во Македонија тогаш се штрајкувало. Моментално имаме историско обележје за тој штрајк на железничките станици во Битола и во Велес, за штрајкот во 1920 година. За време на тој штрајк во Љубљана беа убиени 13 работници.
Од 15. април 1920 година, железничарите предводени од нивниот синдикат стапиле во генерален штрајк, мотивирани од тоа што власта се обидела еднострано да воведе привремен правилник со кој укинале одредби од претходниот договор на Сојузот на сообраќајот и транспортните работници на кралството СХС. Цели 2 недели бил запрен трговскиот и патничкиот крвоток од Љубљана до Битола, бидејќи преговорите и делумните штрајкови на синдикатот не го дале посакуваниот резултат, повеќе од 50.000 железничари стапиле во генерален штрајк. Најмасовен меѓу двете светски војни и најопасен за монархистичката власт, имајќи во предвид значајноста на железницата во тоа време. Тоа што да се штрајкува во тој момент значело не само да се ризикува екзистенцијата, туку често значело и да се ризикува собствениот живот. И уште едно прашање, дали се штрајкувало и во Скопје особено и непосредно пред Втората светска војна? Во смисла, дали неверојатно е дури како, например, била разбивана во многу наврати Покраинскиот комитет на Комунистичката партија, раководство, едно време и раководство немало, нели, Покраинскиот комитет. Дали во тие години, 36-та до 39-та, имало синдикално движење, од кое што подоцна, нели, излегле и првите партизански одреди? Фактички во втората половина на 30-тите години, значи од прилика од 36 до 40 година, цела Македонија била зафатена со големи работнички борби и штрајкови, кои особено биле изразени во Скопје и во Кубаново, но и во Велес и во Битола се штрајкувало. И при тоа, таа нова генерација на комунисти и на синдикални организатори, ние денес ги знаеме како борци во НОБ. Бидејќи тие, кога започна Втората светска војна на територијата на Југославија, тие фактички штрајкувачката борба, синдикалната борба ја замениле со партизанската борба, буквално. И тука ќе ги спомниме, например, Цветан Димов, Орце Николов. Ова не се само народни херои. Ова се носителите на борбата во шивачката индустрија. Например, Раде Јовчевски Корчагин, организатор на работниците во крзарската индустрија. Боро Петрушевски Папучар, организирал штрајкови во чевларската индустрија. Тоа што неговиот прекар е Папучар, кажува дека фактички бил работник и синдикален организатор во таа сфера. Благоје Деспотовски Шовел по партиска задача отиде да работи во монополот, тутунскиот монопол, за да ги организира работниците таму. И да ги спомниме исто така најважните од гледна точка на штрајкувачко движење, металците, кои например Коце Стојановски металец, тој исто така бил синдикален организатор, Боте Ботевски, Благоја Давков. Ова се луѓе кои биле дел од првиот партизански одред, Скопскиот партизански одред, кој е формиран 22 август 1941 година. Еве, се наоѓаме на пред градскиот трговски центар. Тука има една плоча која е за Боте Ботевски, кој бил еден од првите 12 партизани што излеголе да се борат во Скопскиот партизански одред на 22 август 1941 година. Само година и 3 месеци од овој датум, Боте Ботевски бил еден од организаторите на еден од најважните штрајкови помеѓу двете светски војни. Значи, на штрајкот во фабриката на Папа Теодоси. 43 дена штрајкувале, имале упади од штрајкбрехери, од полиција, но успеале и издржале, биле единствени и издржале и победиле.
и ме викна Здравко да трчаме на улицата Трифун Бузев. Се викам Здравко, ако маратонец, кој знае што улица е ова, ако булевар долга, а то да ти била 30-40 метра. Ова е улицата. Е па Здравко, супер што си тука, ова најкратката улица на Скопје испадна. Изгледа не е нешто битен Трифун Бузев. Да, должината на улицата е само 85 метра и дури ќе речеме дека чудно е што воопшто им му доделиле улица, но не се работи за човек кој не е заслужен. Прва асоциација на периодот меѓу двете светски војни во Македонија е печалбарството, односно 150 годишната традиција на балканските народи да одат на гурбет во државите од Западна Европа, Америка и Австралија. За масовноста на печалбарството, како и за трагичното херојство на печалбарите, сведочат битовите драми кои се темел на македонската драматургија, пред се печалбарите на Антон Панов и парите се отепувачка на Ристо Крля. Но, во фокусот на нашите репортажи од Скопје се печалбарите револуционери, односно, оние нашинци кои меѓу двете светски војни не биле само експлоатирани во фабриките и на градилиштата во туѓина, туку биле и жестоки борци за поправеден свет, односно, биле истакнати синдикалисти и републикански борци во Шпанската граѓанска војна. Конечно, ќе истражиме и која е единствената жена од Македонија и албанка што заминала за Шпанија да ја поддржи антифашистичката борба на интернационалните бригади. Борис Атков е еден од печалбарите револуционери роден во 1904 година во Скопје, а се иселил во Франција во 1924 година, каде работел како рудар и како артист во циркус. Во Шпанија стигнал на почетокот на војната и се вклучил во првата балканска чета и во бригадата Ѓуро Ѓаковиќ. Се борил на Мадридскиот фронт заедно со Панчо Хаджипанзов, Трајко Мишковски и Димитар Тодоров. Во февруари 1939 година бил заробен и префрлен во логорите во Франција на присилна работа, но во август 1941 година успеал да избега и да се врати во Југославија. Во 1944 година стапил во единиците на Народно-ослободителната борба. Бил делегат на првото заседание на АСНОМ, а по ослободувањето дал свој придонес во развојот на културата и филмот во Македонија. Тоа не мотивираше да разговараме со Јане Алтипармаков, колумнист на гласни идеи и филмски работник, пред Кинотеката на Македонија. Како ученици во основно и во средно образование со Шпанската граѓанска војна се среќаваме првпат на часот по македонски јазик, каде што на пример може да прочитаме некоја песна од наш писател или поет за Шпанската граѓанска војна. Дали во архивите на Кинотека имате материјали од меѓу двете светски војни, дали за Скопје, дали за Шпанската граѓанска војна, нешто така? Да. Па јас соработувам со Кинотека неколку години како надворешен соработник, како филмски критичар и модератор, значи не сум она што се вика официјално дел од тимот кој што се грижи за архивирање на снимките, тоа е една посебна единица која што ги дигитализира работите, но според некои мои сознанија и она што сум можел да го погледнам на одредени проекции, има некои работи што се дигитализирани од тој период, да речеме, меѓу двете светски војни. И тие архиви може да се погледнат на одредени проекции во Кинотеката на Македонија. А како филмски критичар, низ годиниве, кој е твојот впечаток за репертуарот на Кинотека во смисла
Дали сметаш дека во доволен обем се обработуваат револуционерни теми од минатото? Првото прашање е дали има доволно филмови, например, Да. што обработуваат вакви теми, веројатно имате и недела на шпанскиот филм и слично. Да. Дали нешто поврзано со шпанската граѓанска војна или општо на политички теми се проектира? Нешто поврзано со шпанската граѓанска војна во некоја скора, блиска иднина или минато, јас не сум сретно, најискрено, но можам да кажам дека пред некој месец имаше ревија на португалски филм и дел од тие португалски филмови беа направени од колектив на филмски работници кои што во 70-тите години функционирале како некаква опозиција на тогашната официјална португалска власт. Што била исто диктатура, веројатно. Што била реално диктатура слична на она што Франко го спроведувал во Шпанија. Така што од време на време се случуваат проекции кои што таргетираат, да речем, или се занимаваат со некоја наша револуционерна оставштина, но тоа не е премногу често, не е ни премногу ретко. Мене ми се чини дека кога ќе стане збор за некаков циклус, можеби во рамките на некаков циклус може да се видат тие филмови. И уште едно прашање, пошто гледав дека во Шпанија општеството има проблем со минатото. Онака уметниците и режисерите не така се храбри да ги отвараат некои теми што се смета дека во интерес на националното единство се ставени под тепих. Дали имаш ти впечаток дека на Балканот, еве да не се ограничуваме на Македонија, дали филмските работници општо се храбри да се занимаваат со теми за минатото, но од една перспектива на прогресивни интернационалистички гледишта, не од национални гледишта. Така. Каков е твојот впечаток? Па мојот впечаток е дека нема многу остварувања од тој тип. Тоа е еден генерален, да речам, проблем или генерална ситуација која што веќе со години може. Предпоставувам дека веќе со години се случува такво нешто, значи овие теми да бидат ставени некако под маргините и тоа е резултат на официјалните политики кои што се водат на Балканот. Според мене, бидејќи реално филмската индустрија е скапа работа, да речам условно скап спорт, за кој што треба многу пари, и знаеме дека на Балканот владее некој систем на условно полудржавна, полуприватна кинематографија, што значи дека независните така наречени продукции сепак влечат во голема мера пари од државните фондови, а државните фондови се често политички Таму се диктира и наративот. И таму се диктира и наративот, а да бидем искрени, наративот на прогресивна, револуционерна филмографија не е приоритет на елитите кои што владеат на Балканот последниве 10 можеби и 15 години. Кој е придонесот на Борис Атков за филмот ќе остане да истражиме во следна прилика. А сега одиме на најкратката улица во Скопје, именувана по шпанскиот борец Трифун Бузев. Значи, Трифун Бузев има богата биографија, бил шпански борец. 1912 година побегнал од турската војска за време на Балканските војни и заминал на печалба во Америка. Таму видел дека ситуацијата на капитализмот е иста како си секаде и се приклучил прво на Социјалистичката партија на Америка, после на индустриските работници на светот, тоа е синдикат, а потоа на Комунистичката партија на САД. Во 1936 година, како и многу комунисти и социјалисти, отиде во Шпанија да ја брани и републиката и да се бори за социјализам. 5 пати бил рануван, 5 пати, добил чин поручник и во 39 година со последните републикански сили заминал во Франција во концентрационен логор, оттаму во Америка, каде што ја преседол во затвор цела Втора светска војна, за после војната да биде депортиран во Југославија и тука живее од 47 година до неговата смрт до 66 година, каде што работи као обичен службеник во текстилната фабрика Кузма Јосифовски Пит. Тие се бореле за Македонија. И тоа борење за Македонија не кажува многу,
Тоест мора да се постави прашањето за каква Македонија се бореле. Трифун Бузев, Ганчо Хаджипанзов, Елисија Поповски, сите тие се бореле за Македонија, тоа е точно. Ама се бореле за социјалистичка Македонија, нешто што не се борат националистите. По потекло од Македонија, луѓе отидени на печалба во странство, исто така од различни етнички заедници, на крај, поради нивните прогресивни идеи, социјалистички идеи се нашле во Шпанија. Дали и тој дел се заборава дека не само етнички македонци биле во Шпанија, туку и од другите етнички заедници во Македонија имало шпански борци? Да, бројката на шпански борци од Македонија е околу 130. Таа бројка не вклучува само етнички македонци, ту вклучува и албанци, вклучува и еден евреин. И тука посебно, бидејќи не се знае, ќе ја спомнам случајот на Јустина Шкупи, која е од Скопје, албанка, родена во Скопје, многу брзо преминала да живее во Тирана, каде што завршила медицина и во текот на Шпанската граѓанска војна отиде да работи како болничарка во редовите на републиканската војска. После војната била заминала во Франција, а после Втората светска војна се вратила во Албанија, кај што меѓу другото и напиша едни мемуари за Шпанската граѓанска војна низ нејзините очи, книга што се уште не е преведена на македонски, а би било доста добро да се преведе. Таа е единствената жена што учествуваше во Шпанската граѓанска војна од територијата на Македонија и единствената албанка, етничка албанка од сите од Балканот, која учествувала во војната. А интересно е за неа од она што тие малце податоци што ги има во книгата за шпанските борци, што е издадена 2016 година. Таму го најдов тој податок дека таа фактички била во Скопје, учила во католичко училиште. Фактички она што во Шпанија беше на страната на Франко, а тоа е значи отворено католичката црква, се гледа дека Јустина Шкупи развила со текот на времето републикански или социјалистички идеи, можеби што фактички го напуштила тој клерикален табор, како да го нарече. Да, тоа веројатно би го пишувала во книгата, да. Јустина Шкупи била напреден лик, значи не била конзервативна. Таа и во Албанија помеѓу двете светски војни, за време на владењето на Зогу, се борела за женски права и била проследувана и затворена значи, поради таа пред причина. Шпанија и си имала политичка активност тука на Балканот. Да, дефинитивно. Во таа насока би сакал да прокоментираме нешто сосем кратко. Јас, например, добив впечаток кога првпат се сретнав со шпанските борци, дека она што се пренесува во сеќавањето, не само во Македонија и во светот, е дека повеќе се дава тежина на тоа дека тие и тие поети пишувале за Каталонија, за Шпанија, некако како романтизирана верзија се дава на некои личности. Тоа е поврзано и со познати светски писатели и поети што биле и членови на интернационалните бригади, ама некако се испушта од вид дека тие луѓе со веќе постојачка политичка наобразба отишле да се борат против фашизмот во Шпанија. Што зборува за она дали тие онака како млади барале авантура и отишле да се борат во Шпанија, или предходно биле ваму или таму политички активни. Не може да стане збор дека отишле бидејќи барале авантура, отишле да се борат против фашизмот во Шпанија, бидејќи ситуацијата била многу сериозна во тој момент и се гледаше дека фашизмот напредува. Голем дел од нив биле изградени комунисти, социјалисти, работнички активисти, така што биле доста свесни зошто одат во Шпанија и зошто се подготвени да гинат.
Значи, борбата на шпанскиот народ ја чувствувале како и собствена борба, значи да го запрат фашизмот во Шпанија за да не стигне и во нивните земји. Argati mladi nevesti, popole oda targati, argati mladi nevesti, afion mi kopat, potieni bibeleški, afion mi kopat, potieni bibeleški, pa to govori Grozdana, Grozdana moma u baba, pa to govori Grozdana, Grozdana moma u baba, i ponea Nevena, Nevena Georgijeva, i ponea Nevena, Nevena Georgijeva, Peznini pea tajduški, ajduški partizanski, Peznini pea tajduški, ajduški partizanski, i obeznite zboruba, smrti sloboda, i obeznite zboruba, smrti sloboda. La 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 Интернационалните бригади ја загубија шпанската граѓанска војна, но создадоа способни политички кадри кои ги предводеа партизанските одреди кои излегоа како победници од Втората светска војна. Денес фашизмот го има променето својот појавен облик. Не маршираат војници со фашистички символи и поздрави, но фашизмот не е поразен. Напротив, тој постојано се манифестира преку културата. Да се добие културната војна со фашизмот е секако предизвик за социјалистите широм светот, поради што и социјалниот центар Дунја е дом на интернационални уметничко-политички колективи, како овој хор од Италија, кој не почести со изведба на песна за народниот херој Невена Георгиева Дунја. Токму Дунја и првиот скопски партизански одред ќе бидат во фокусот на оваа завршна репортажа за прогресивното минато на Скопје од првата половина на минатиот век. На 22 август 1941 година кај местноста Чифлик во близина на градскиот парк бил формиран првиот скопски партизански одред од страна на 12 мина борци. Одредот во наредните месеци броел 42 со мешовит национален состав. Македонци, албанци, срби, турци, црногорци, хрвати и чеси. 17 мина од нив го загубиле животот во текот на војната. Невена Георгиева Дунја е родена во 1925 година во Скопје. Таа е учесник, односно основач на првиот скопски партизански одред и на нејзините 16 години станува првата жена партизан, односно партизанка во македонските партизански одреди. Понатака во 1942 година таа се приклучува на подготовките на партизанскиот одред, на струмичкиот партизански одред, а истата година па во лето во отсуство е осудена на 7-годишна затворска казна. Есента истата година таа се приклучува на Велешкиот партизански одред Димитар Влахов. Одредот бил нападнат кај селото Папрадиште. Се развила жестока нерамноправна битка, во која непријателот бил далеку поброен. Неколку партизани на чело со Дунја ја бранеле својата позиција.
Од декември истата година, заедно со нејзините другари се содружуваат со бугарската полиција и велешките контра 4, каде што Дуња е тешко ранета и умира. Што прават контра 4-те? Значи контра 4-те го искасапуваат нејзиното тело и ја отсекуваат главата и ја закачуваат на кол и така ја шетат по велешките села. Се со цел да го исплашат населението и да ги одвратат од антифашистичката борба. Бевме во основни и во средни училишта и забележавме дека фалат бисти на лицата по кои се именувани, а особено тоа важи за социјалистичките борци. Бевме во старата Скопска чаршија, забележавме само една табла за значајната црвена општина, но друго спомено бележе немаше. Бевме и да видиме што има од шпанските интернационални борци, но видовме само една улица од 50 на метра. Дали се работи за вандалски чинови или се работи за порака некоја што сака да ја упатат властите, што мисли Джела? Па најверојатно причината се состои и во двата аспекти, односно се работи сигурно и за вандализам, но од друга страна јас повеќе мислам дека сепак се работи за политички чин, затоа што тукашните држави, особено на Балканот, сите имат големо државни, големо национални идеи и во нивните, значи, приказни историски всушност не се вклопуваат заедничките борби кои што тука народите ги воделе. И затоа мислам дека повеќе се трудат државите денес да изградат некоја етнички чиста приказна, врз која што ќе се основа цела национална идеја. И затоа мислам дека сепак се работи за политички чин. Од друга страна би истакнала дека таа заедничка борба на народите кои што ја воделе тука е основана на класна и антифашистичка борба и тоа е многу важно. И сега ако ние го отфрлиме делот со заедничката борба, тогаш значи го отфрлуваме делот на антифашизмот и делот каде што народот се борел за некое класно ослободување, да кажам. А така може да се добие впечаток, можда и тоа е целта крајна, дека уопште немало таква борба, не се одвивала. Апсолутно, да, па тоа е, мислам, тоа што не се учи во самиот образовен процес, не се споменати некои луѓе и во јавниот простор, како што каже, значи не им се оддава веќе простор, тоа не говори за ова. Мора да најдеме некој друг простор каде што нема само биста или споменик. Жива ли е оваа борба? Секако дека е жива и затоа би предложила да отидеме во социјалниот центар Дуња, каде што всушност се одвива жива антифашистичка и антикапиталистичка борба. Ајде. Но да наминеме прво до АКСЦ. Место замислено како слободна зона за критичко размислување, дебатирање и активизам, место на анархисти и социјалисти кои действува во различни правци, од студентски протести до формирање политичка партија, за подоцна, после низа политички премрежија, да се вратат во социјалниот центар Дуња кои, благодарение на новите генерации кои доаѓаат, и денес обстојува и ја продолжува социјалистичката и антифашистичка традиција во Скопје. На само 50 метра од социјалниот центар Дуња се наоѓа старото АКСЦ, сместено во железничката зграда. Таму разговаравме со Ана Тодоровска, психолог и активист, една од основачите на АКСЦ и колумнист на Гласни идеи. Нели овие вас кои што ги правеше истиве тоа од мебел некои работи тука ги правеа. Во овој дел баш дека добро, поентата ми сакам да кажам дека настана како одговор на своето време, дека природно настана тој колектив. За еден слободен простор за слободно изразување. Автономниот културно-социјален центар или познат како АКСЦ беше отворен на 22 ноември 2013 година. Овој центар настана како природна потреба за еден слободен простор во кој што ќе може да се негува и активизам, и критичка мисла, и слободен уметнички израз.
Тука членуваа многу различни колективи со различни позадини и поединци и групи, каде што се организира многу различни типови на настани и можам да кажам дека за време од една година, која што има 365 дена, се случија повеќе од 200 различни видови на настани. Секој кој што сакаше да организира настан можеше тоа да го направи слободно, без никаков надомест, АКСЦ имаше и своја библиотека. На овој начин практикувавме односи на солидарност, на еднаквост помеѓу себе и колективот беше хоризонтално поставен, така што сите заеднички ги носевме одлуките по принципот на директна демократија. Во АКСЦ се случуваа поетски читања, литературни вечери, музички настапи, театарски перформанси, заедничко готвење, солидарна кујна. Првиот колектив на АКСЦ се состоеше од околу 30 на луѓе, кои што во текот на една година направија многу настани. Меѓутоа, бидејќи тоа бараше многу енергија и ентузијазам, со текот на времето и секој тргна по свој пат. Беше тешко да се одржи финансиски овој простор, бидејќи беше потполно автономен и зависеше од донациите на учесниците, на посетителите и од самиот колектив. Па така, после 1,5 година, колективот значајно се намали, секој тргна по свој пат, меѓутоа дел од учесниците останаа во овие води и започнаа нови иницијативи, продолжија со нови движења, нови организации, покрај тоа што немаа сопствен простор. На тој начин настана понатаму и колективот на Социјалниот центар Дуња, кој што постои денес, кој што го основа и го создаде новиот простор во кој што денеска се наоѓа Дуња. Во Дуња ќе разговараме со Васко Цацановски, своевремено член на колективот на АКСЦ и основач и член на колективот на Дуња веќе 8 години. Во тебе да гледаме во него? Не, во него, во мене гледа. Како да сум дошол ја како гостин да сум. Значи, најпрво до идејата за ваков центар, тоа значи зборуваме за 2016 година, од 2015-2016 официјално отворивме го за јавни настани негде есента 2016 година. И се разбира една од темите што на луѓето што го иницииравме како да се вика социјалниот центар. Значи ние има социјален центар не беше општата именка, меѓутоа се како да го викаме. Еден од предлозите што го прифатиме беше Дуња, не заради плодот Дуња, туку во чест на Невена Георгиева Дуња, која што била, за тие што не знаат, една првоборка, односно девојка на своји 16 години која што се приклучила на првиот скопски партизански одред, значи зборуваме за летото 1941, кога само десетина партизани се охрабриле да се приклучат на борбата против фашистите. Во нејзина чест, потигнати од нејзината храброст, едноставно сакавме да не остане нејзиното име заборавено, во наш современ контекст да продолжиме идејата за рамноправно општество, поправено општество, како што ние веруваме дека Невена би се борела во своето време. Социјален центар малку погрешно може да биде сватено од луѓето во смисла на центар за социјални работи, грижа за социјални случаи. Сме имали такви акции, познати беме особено во времето кога беше на голема зима, кога ги отвориме вратите за преспијат бездомници кај нас. Меѓутоа, целта на социјален центар е она што и во англиски значи social center, значи општествен центар, community center на заедницата, отворен не само за луѓето што се активно вклучени во него за да се организираат настани, туку отворен е и за останатите луѓе да организираат настани, и тоа поентата без никаков надомест, воедно и да се приклучат во социјалниот центар во активностите.
спектарот на активности на настани кои што се случуваат е од најширок, од денешниот од област на културата, дебата од област на културата, од различни гости се тука, различни иницијативи и организации. Потоа имаме, додека сме во таа сфера, има изложби, има концерти од локални и странски изведувачи, имаме промоции на книги, има дебати, проекции, поддржуваме секаков тип на настани од независна културна сцена, меѓутоа особено сме и ние организираме и охрабруваме настани од широк спектар, меѓутоа кои што се општествено ангажирани, кои што несат нека општествена порака која сметаме дека е вредно во моментот да се актуализира.